Нема кејата, добро, не ќе стрелам. Вториот дел денес ќе клучиме кроки на контролна точка. Кроки изгледа секунда само. Ќе гледаме, мислено. Кроки е цртеж од птичја перспектива, доста сличен на скица. Тоа што го цртавте завчера со Владко, меѓутоа е попрецизен и со повеќе детали, бидејќи претежно се црта во помал радиус, што значи од поблиску. Сега, за да се нацрта еден таков цртеж, мора да бидете искочени на терен, за да го скицирате теренот и ќе ви пуштиме едно видео со Викса денеска што го снимавме, додека јас имав мерки за цртање на кроки. Викса, можеш да го пуштиш видеото, јас ќе средувам со Меника. Ајде, дечки, гледате внимателно. Screen share. Здраво, дечки, јас сум Анастасија од Брицо и денеска ќе бидам ваш водеч во изучување на кроки на терен. Кроки на терен е прецизен и детален нацрт на земјиштето во одреден радиус. Од прилика се црта слично како скица на терен, меѓутоа со повеќе детали и е попрецизен. Тоа значи дека ни требаат прецизно ориентирани објекти и кои што ќе бидат во правилни големини. Сега, значи тоа е цртеж од птичја перспектива и за да се осигураме дека ги имаме вистинските димензии, вистинските ориентацијски англи, да речеме, потребни ни се бусола М53. Значи бусолата ќе ни помогне да измериме ориентацијата на објектите и потребна ни е мерна лента или пантлика со која што ќе измериме големината на тие објекти. Понатака ќе ни бидат потребни агломер, линијари и триаголници, рапитографи, потоа шестари, бојци, за да таа скица, односно тоа кроки го пренесеме на лист хартија. Сега со мојот помошник Виктор ќе искочиме надвор за да ги земеме деталните мерки. Обично кроки на контролна точка се добива како задача на некој од ориентацијските надпревари и истото кроки се црта на дадена контролна точка. Во денеска ќе цртаме кроки на Брицо. Крокито ќе биде со еквидистанца од 1 метар и со размер од 1:250 метри. Тоа значи дека тој ќе опфатиме еден круг од 20 метри околу нас, а нашата стојна точка од каде што ќе се мери објектот е токму овдека. И сите мерки треба да бидат прецизно земани од тука. Тоа ви е назначено од вашиот контролор на контролната точка. Пред да започнеме со земање на мерките, ќе направиме груба скица, за да знаеме што се ни е потребно да нацртаме. На листот си означувате една точка каде што се наоѓате. Не мора да биде со правилна ориентација за време на скицирањето и започнуваме со мало скицирање. Овдека да речеме се наоѓа. Врна снег. Не работно. Значи, се вративме со маркер, што нема да ни се размачкува. Ја означуваме нашата стојна точка. Позади мене се наоѓа одредот. Бидејќи е цртеж од птичја перспектива, треба да запазиме дека неговиот кров, ако го гледаме од горе, е точно вака хоризонтален. Значи, од точката ќе биде вака. Потоа точката не се наоѓа низ едно каналче, што исто да веќе го нацртаме. Тука имаме жива ограда. Потоа има клупи.
Понатака позади е парк, е паркинг и има училиште. Имаме дрворед од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дрва. И ондека имаме влез. Тука има една патека. Го цртаме по плочениот дел, се тоа грубо, дечки. Вистинскиот цртеж доаѓа подоцна. И ќе го нацртаме и ова дрво. Значи тоа се наоѓа десно од нас. И имаме ограда. Оно што е важно е дека треба да се земат точни мерки на главните објекти. Главен објект во овој момент не е земјичкиот одред, така што училиштето ќе биде соразмеро даден, меѓутоа нема да обрнеме конкретно внимание на неговите мерења. За да добиеме точна представа за ориентацијата на бараката, треба да измериме каде се наоѓа во просторот. Ќе користиме бусола М53 за да определиме некоја точка каде се наоѓа ориентацијски. Точката треба да не штаниме низ овдака низ ова дупче. Низ стакленцето ќе гледаме триаголникот што означува север и белата стрелка што означува север да се поклопат. Бусолата треба да биде рамна. Значи, во овој момент се поклопени стрелката и северот. Ќе ја свртиме бусолата и ќе прочитаме колку степени. Значи, овие се степени 0, 20, 40, 60, 80, 100 и така натаму. Дали некој зборува? Измеѓу нив малите цртички се на 2 степени. Во овој момент ова е 140, 152, 154, 156, 158, бидејќи се наоѓа меѓу малата и големата, тоа е 159. Ова беше само за демонстрација. Сега вистински ќе го измерам ќошот на одред. Значи, ниша на мисто. И ја вртиме бусолата дека не се поклопи. Дадете си време за вистински да ја добиете мерката. Се наоѓа на 160. Значи, оваа точка тука се наоѓа на 160 степени. Обично нема да цртаме кроки кога врне снег. Сега го мериме другиот ъгол. На бараката. Дечки, ме слушате? Еве да, ама Анастасија помалку. Да. Значи, во моментот, бидејќи не се слуша на видеото, тука го мери аголот од другиот дел од бараката. Значи, прво го мереше десниот ќош со бусолата, после истото го прави со левиот. И двете ги запишува за после на скицата да знае точно под кој агол паѓа десниот дел од ќошот од бараката и после левиот ќош од бараката. Истото го запишува тука. Значи, што каже тука? Го гледате дрвото таму во позадина, така?
Те слушаше? Се слушаше? Да. Добро. Јас ќе го изберам дрвото како неподвижна точка и потоа ќе се преместам таму за да ја мерам бараката од другата страна. Сега со бусола го мери азимутот на дрвото. Дрвото ќе ѝ биде помошна точка, за да може да го измери после задниот дел од бараката, бидејќи не може преку овој зид да го измери задниот, така јасно. Затоа ќе си направи уште една точка и од таа после ќе мери. 116 степени. Значи се наоѓа пред бараката на 116 степени. Сега со помош на Виктор ќе ги измериме должините до овие три точки и потоа ќе се преместиме на другата страна. Виктор ќе ми помогне, ќе доеш точно. Ова е пантлика, значи као метро, не знам, сигурно сте виделе до сега. И со тоа ги мериме должините, значи колку е оддалечено од стојната точка, овде каде што стоиме јас и Анастасија, до тие работи што ги измеривме со бусола, до кошевите од куќата. Аголот што беше 160 степени. Кога се мери со пантлика, да точно да имате измерено, секогаш треба да биде пантликата рамна, односно обтегната. Обтегнуваме, дечки, мериме, тука ни пишува точно до кај сме. Си гледаме и тоа се 9 метри и 70 сантиметри. И се запишуваме тука на листчето на нашата скица. Само малку. Овде запишуваме 9. Опа, маце не ни пише ова. И 70. Да се надевам нека ќе ги запамтиме. Истото го правиме и со другиот агол. На иста висина да биде право. До таму ние 9 метри и 90 сантиметри. И истото го запишуваме тука пак, ако успееме тоа. 9 и 90. Сега го мериме дрвото? Да, дечки. Со тоа беа трите точки што ги измеревме со бусола, после истите три точки ги мериме и со пантлик, односно одредуваме должината. И тука имаме 15 метри и 50 сантиметри. И 50. Тоа се гледаме во следниот дел. Океј. Го изгледавте сите видеото? Да. Добро. Да. Дали ви беше генерално јасно што се случува? Дали имате некое конкретно прашање? Да не објаснувам јас истото што го гледавме, а веќе сте го сватиле тоа. Еве, Анастасија ми се приклучи. Дечки, прашање некој? Се ви е јасно. Добро, Анастасија, сакаш да кажеш ти нешто или да продолжиме со второто видео? И не продолжи со видеата која ќе цртаме и ќе ги повториме дел од работите. Важи. Добра позадина. Thanks.
Сега моментално сме на помошната стојна точка за да го измериме овој кош од бараката. Значи ја повторуваме поставката. Овој кош се наоѓа на 202 степени. Сега треба да измериме неговата оддалеченост од помошната стојна точка. Само да запишем. Ја обновивме сликата. Овој се наоѓа на 202 степени, гледајќи од помошната стојна точка, не од првичната стојна точка, и сега ќе измериме неговата оддалеченост. Овој агол нема потреба повторно да го мериме, бидејќи го имаме од првичната стојна точка. Ајде се на помош. Значи од тука. Премалта? Тука сме на 7 метри и 90 сантиметри. Во интерес на прелошото време и воопшто кога сте на стаза во интерес на времето, може да се послушате и со некои природни мерки за да добиете ориентација на просторот. Најчесто се користи чекорот како мерка за 1 метар, вака некако прилика. И може со чекори да ги измерите по неважните должини. Например, скалите се мој 1 чекор, да речеме 1 метар. Дрвото е оддалечено од оградата 2 метри. Тие информации се корисни за општа ориентација. Потоа дрвата можеме исто така да ги измериме. Ова е прилика на 2,5 метри дрвото дрво. Можам да ги измерам сите останати дрва на покажа оддалечено. Секирам дека од оградата се повторно 2 метри оддалечени. Дрво, тоа треба да искористите за во легендата на Окута. Оддалечено има 4 метри. Забележите клупите, може да си направите во денешно време, треба да си ги искористиме технологиите, за не губите многу време на контролната точка, може да фотографирате за да не заборавите никој објект. Немојте да заборавите дека треба да скицираме само неподвижни објекти. Подвижни објекти од типот на автомобили или куп со песок, што може би за 2 месеци нема да биде на истата локација, не треба да се скицира. Исто така, помошна стојна точка може да определите повеќе помошни стојни точки, доколку имате гужва на контролната точка, за да не се тепате сите на таа иста точка, може да определите друга само за вас и се да си мерите од таму. За време на цркањето ќе го објаснам како ќе го употребувате тоа. И мислам дека е тоа за време на скицирањето. Ќе добиете нешто вака, во кое што само вие може да се снајдете.
Добро, дечки, дали од тука ви беше се јасно? Или Да, имате некое прашање? Добро, прекрасно. Идеме со уште едно видео. Уште еден важен момент што не треба да го заборавиме кога цртаме кроки на контролна точка е профилот на теренот. Треба да секогаш се предпоставува дека точката каде што се наоѓаме, стојната точка се наоѓа на нултата изохипса и потоа во зависност од даденото ЕКВ треба да го нацртаме профилот со изохипси. Значи нас ЕКВ ни е 1, што значи 1 метар висинска разлика. На помалку од 1 метар од оваа стојна точка се наоѓа улицата, бидејќи има плавнатина, а доколку го разгледаме убаво теренот, ќе видиме дека некаде кај зградите е плюс 1 метар од стојната точка. Ова секако треба да биде внесено на цртеж. Фала, дечки, преимоствено. Добро, и сега тоа беше околу земањето мерки и видовте на крајот ви покажав дека скицата моја изгледа некаде од прилика вака. Чисто како ориентација што треба да добиеме, уште едно кроки во тој терен, Ние сега цртавме со виксаутов дека ова круг е цртано од оваа контролна точка и со поголем радиус 1:333. Јас го зададов моето круг со радиус со размер 1:250. Сега, значи ги гледаме од прилика, ви го покажам ова круг да добиете ориентација што треба да нацртам. Значи, ова е еден цртеж, птичја перспектива на теренот. Може да забележиме дека ова кроки, што се цртало на 17 мај 2008 година, тука немало клупи. Имало само 4 дрва. Потоа, што е променето? Не гледам други некои позначајни промени. Меѓутоа, гледам дека очигледно школото било тоа што било главен објект, бидејќи неговите кровови се точно поставени. На бараката, ова е изничкиот удред, кровот не е точно постав. Беше, сега е вака хоризонтален, не е ако погледнеме одгоре како X. И така натаму, тука има легенда, на кој го изработил, сега, и ги има овие на крај што ви ги спомнав, изохипсите, еве нултата изохипса, што поминува низ стојната точка, и еве и на овој цртеж се гледа дека минус 1 изохипсата е на улицата, плюс 1 не се стига, бидејќи е подалеку од радиусот. Дали гледаме? Значи, ние ќе добиеме нешто слично, само што го цртавме во поголем радиус, со помал радиус, што значи дека ќе биде позумирано, значи ние ќе добиеме позумирана слика и сликата е од оваа стојна точка. Така. Сега почнуваме со цртањето. Не мора вие да цртате, може да фаќате забелешки што се деловите што треба да ги има. Дали ме слушате добро или треба да го поправам пак микрофонот дека рестартирав нешто правев? Супер, да добро да слушаме. Одлично, дечки. Еве вака. Значи, кроки рамката се црта на, сега со црвено ќе ви одбележувам некои работи што се битни, вие може во тетрадка да фаќате забелешки или било каде. Значи, рамката 5 мм од сите 4 страни. 5 мм, 5 мм, 5 мм тука, 5 мм тука. Потоа, 2 см е рамка, е просторот за наслов. На 1 см си правите за радиус и за ЕКВ. Мора да ги внесете радиусот и ЕКВ-то. Ако не е внесен радиусот или цртежот не е во радиус,
може од целото кроки што носи вкупно 150 бода да добиете максимум 10 бода. Потоа се црта север. Север треба да се нацрта паралелно на рамката. Ќе оваа линија и оваа линија е север. Внимавајте северот да не го означувате со буквата латинична С, бидејќи може да се претпостави дека обележувате југ, south на англиски, значи север одбележуваме со кирилично С. Потоа имаме еден, цртаме круг со радиус 10 сантиметри. Сега не го шкртам целото ова, значи овој круг е со радиус 10 сантиметри. Просторот што останува е просторот за легенда. Понатака ќе видите. Значи се пишува со печатни букви, не се пишува со ракописни букви. И тука остаje уште простор, се пишува кроки на која контролна точка. Кроки на ета контролна точка. Пример. Добро, сега. Значи, овој крст што го нацртав е стојната точка, главната стојна точка. И си го одбележувате со одредено знаменце. Доколку не сте сигурни во себе и цртате прв пат, цртајте со молив, потоа повторувајте со рапитограф, инаку и овој круг треба да се нацрта со рапитограф. Меѓутоа во интерес на времето нема да го правам целиот. Повторите со рапитограф. И сега треба да си гледаме точка по точка од скицата и да пренесуваме на цртеж. Меѓутоа, за да почнеме, треба прво да се научиме како димензиите од вистинските димензии да ги претвориме во милиметри за цртежот. Значи, постои во кроки основен размер, што е еднакво на 1000. За да добиеме со колкав број треба да го множиме, овам сигурно и по скица, го учевте и по профил на терен, со која бројка треба да ги множите добиените мерки. Значи, дадениот размер, што е 1:250. 1000 делите со 250, тоа е еднакво на 4. Значи дека со оваа бројка ќе ги множите сите мерки од што сте ги земале. Например, 9 метри и 70 сантиметри, значи 9,7 метри, ќе множиме со 4 за да добиеме колку метри. И прво ќе си го направам тоа, за кога ќе почнем да цртам и биде се на чисто. Значи, L1, првата должина, е 9,70 метри. Тоа е еднакво на 9,70 метри по 4, или тоа е еднакво на... Нема, да му третирам, сега ќе дигитрон. 38,8. 38,8. Тоа не се милиметри, или 38,8 милиметри, тоа се 3 сантиметри и 8 милиметри. Втората должина ни е L2, 990 метри. 990 метри го множиме со 4. 9,9. Извинете, по 4 е 39,6 милиметри. Наредната должина L3 е 15,5 метри. Множиме со 4.
Значи ова 4 се повторува секад. Ова го правиме за метри да претвориме во милиметри. Сината не стигаме 62 милиметри. И имам уште една должина, L4, што е едносно на 7,9 метри, 7,9 метри по 4. Тоа е во Америка. 31,6 мм. И овие ситните должини што ги земав, дека дрвото е оддалечено од градата 2 метри, тие се некои ситни должини, ќе си ги пишам, чисто како да си имам готови бројки, да не паѓам после дигитрон да се деконцентрирам. Иако се лесни за множење. Тоа се растојанијата меѓу дрвата што ги спомнувам. Ева, ова се должините што ми беа потребни. Што ќе ми бидат потребни. Сега до нив ќе си ги напишам тие што ми одговараат за нив аглите. Значи на првата 9,70 ми одговара аголот азимут 160 степени. Значи, на овој ми одговара 160 степени. Другиот, значи на 9,90 ми одговара агол 122. 9,90 агол 122 степени. На 15,5 агол 116. Агол 116. И овој беше агол 202 на 7,90. И тоа е тоа околу мерките. Дечки, сега ќе почнам овие мерки да ги цртам на листот, на кроките. Чекај дали треба да биде вака, убаво. Добро. Значи, првата мерка ми е 38,8 мм со 160 степени. Прво треба да најдам каде се 160 степени. Прво треба да се најдам кружниот агол. Ево. Значи, агломерот го ставаме во центарот на стојната точка. И треба да најдеме 160 степени. 160 степени. Еве и тука. Ова ќе го цртам првично со моливче. Така, и сега треба да видам 38,8 мм. Значи, во насока на 160 степени, треба да најдам 38,8. Ова е 30,38. Ината, можам да работите графично. Значи, во насока на аголот 160, мерам 38,8, тоа е тука. Ова е овој ќош на бараката. Вториот дел ми е 122 степени со 39,6 мм. 120 степени. Значи, ако вие полесно измерете ги прво сите степени, па после сите должини, ова е мојот начин.
Значи 122 степени. И во таа насока треба само да се проверам 39,6 сантиметри. 39. Значи ако ги спојам овие две точки, ќе го добијам зидот на бараката, што гледаше према нас. Така, следното нешто што треба да го измерам е помошната стојна точка. Помошната стојна точка се наоѓа 116 степени и 62 мм. Оддалеченост 116 степени. И 116 степени се навака, 62 мм. Помошната стојна точка се наоѓа тука, таа е дрво. Ако се сеќавате од видеото. Дрво и сега. Таа е помошна стојна точка. Како се означува помошна стојна точка? Помошна стојна точка исто треба да ја нацртаме со знаменце, меѓутоа мора да и нацртаме координатен систем. Ова ќе биде ново знаменце, за да можам да го нацртам другше во легендата. Сега треба да измериме од оваа мерка 202 степени ја земавме од помошната стојна точка. Значи сега, ако се сеќавате од видеото, не меравме за аголот од бараката што не го гледав. Не меравме од главната стојна точка. Меравме од помошната стојна точка. И значи, затоа го ставаме овдека. Еве 202. И во таа насока треба 31 мм. 31 мм. Значи, тоа е другиот агол од бараката што не се гледаше со и ќе добиеме што останатите агли од позади ќе претпоставиме дека се паралелни на првичните. Значи, очигледно ни е малце на коса бараката. На 2,5 сантиметри, првички 2,5 сантиметри и пренасување. Тука може би со Виктор да сме сгрешиле малце во земањето на мерки, бидејќи беше лошо времето. Ама тоа е тоа. И си цртате со мерките што ги имате. Сега, како што ви кажав, битно е дека бараката кровот не беше вака како X. Дека ако гледаме од горе, кровот е вака. И неа ќе се обуите со некоја бучка, копчето, кој може да нацртате представи легендата. Може целото буење да го правите на крај, како вас ви одговара. Видите, тоа беше тоа околу мерењето. Сега, ваше е колку време имате и од колку објекти ќе ги земете овие мерки. Значи, ако имате доволно време, ако нема гужва на контролната точка, ќе се земете што е можно повеќе мерки. Ако немате време,
ќе земете помалце мерки. Ете така, сакав нешто друго да ви кажам, да. Сега ќе почнеме со уредување на теренот. Значи, ова е објектот главен. Останатите објекти јас ќе ги цртам со слободна рака. Контролната точка, помошна, ќе означам вака со крупче и ќе нацртам темна зелена боја. Ќе обојам со темна зелена боја, што ќе ми означува листопадно дрво. Рековме дека до стојната точка помошна има скали со ширина 1 метар. 1 метар ќе бидат 4 милиметри. Значи, овдека имаме скалички од 4 милиметри. И потоа почнува оградата. Тука имавме бандера. Значи, за се треба да ставите различно знакче за легендата. Овдека има бандера. И тука завршува оградата на бараката. Сега мене ми е тој предел доста познат. И вака ќе го нацртам со слободна рака. Овој дел е поплочен. Значи има бетон. Навака има тука патека. Исто отприлика 1 метар широка, затоа со слободна рака се придржувам. И вака, ова е се плочник, што може да се обои со сива или црна боја. Сигурна сум дека сега вика дека сме земале грешни мерки со Виктор. Не, сум патила сина боја, нека биде сина. Ваше со какви бојки обојте. Не мора да значи дека сина е море или езеро. Се додека во легендата одбележите дека сината боја означува бетон. Тоест плочник. Тука имаме еден шампун. Навака исто продолжува оградата на школото. За оградата ќе овдека е вака, имаме некои растенија со светла зелена боја ќе ги означам и со точки. Така. Оваа контролна точка, помошната стојна ќе биде виолетова. Така. И сега во овој дел имавме ограда. Потоа тука повторно има жива ограда. Навака има еден канал. Значи, за ова се, ако не знаете како учи, ќе се земете слики. Јас сум често таму и го познам теренот. Вие ќе се сликате се, доколку сте прв пат таму. Овдека повторно имаме некои растенија. Тука има 2 клупи. Клупите ќе ми имаат мене ваква ознака. Клупите се отприлика по 2 метри. Односно 2 метри, тука ќе бидат 8 милиметри, затоа ги нацртав со ваква големина. Повторно да има некаква смисла со целиот тој размер. Потоа тука има пролазче, навака повторно има нешто земзелено, ќе искористам истата ознака, значи светло зелена боја со точки, за да нацртам жива ограда. Може паралелно да пополнувате и легендата.
Нормално тука позади нас има комшија со куќа, него не можевме да му влеземе во куќа да мериме. За оградата исто може да се ставите ознаки, да речеме дека ќе бидат со иксчиња. Тука има порта, за портата ќе нацртам некој друг знак. Значи, се е понатака на вашата креативност. Битно е точно да сте ги измериле, да измерите, да пресметате, оваа пресметка да ви е точна и потоа да си го пренесете тоа на цртеж. Понатака, овдака е училиштето, нема да го цртам со слободна рака, ќе цртам со линиер. Ќе си дозволам да знам дека ова целото е училиште, бидејќи е стварно големо. Вака е сега како да означиме да се разликува овој кров од овој кров, за знаеме дека е училиште. Не знам, може вака некоја ознака да дадеме. Така. И навака се продолжува дворот на човекот. Има дрва. Овдека си има куќа што не може ние да измериме, не може да влеземе во двор. И цртате стрикно до што фаќа радиусот. Надвор од радиусот не треба да цртате. Тука сега има бавча со тука има цвеќиња. Повторно ќе нацртаме знакот за порта, овој не е знакот за порта, како тука. Значи, нацртајте се овдека има свет на градина. И со ваши ознаки треба да имате отприлика 20 ознаки на вашето кроки. Во интерес на времето, бидејќи ви го покажав тоа што беше главно, ќе ви го прикажам другото кроки и ќе преминам да ви објаснувам на другото кроки. Значи, што не треба да се заборави кога се цртат кроки? Да само ќе ви кажам како се бодува крокито. Значи, за правилна ориентираност на објектите добивате до 15 бода. Сега ќе ви пратам на чет. Ева како се бодува. Океј. Значи, за правилна ориентираност на објектите, тоа е за степените, дали ви се правилно измера. До 15. За точна размерност на објектите, тоа е големините, до 15 бода. Значи, овој размер 1:333, значи дека сите должини ги множиме со 3, бидејќи основниот размер 1000 делено со 333 е 3. Потоа, следната точка е за правилен избор на стојни точки. На овој цртеж има одбрана само една стојна точка. Тоа е оваа стојна точка, главната што ви е зададена од контролори. Пожелно е да се изберат уште две стојни точки за поточна мерка. Сега,
Што е интересно тука? Вие не може помошна стојна точка да изберете пример тука. Зошто не може? Може некој да ми каже? Зошто не може помошна стојна точка да биде тука? Многу е логично. Можеш да се одмјутнеш. Лука, ме слушаш? Бидејќи вајде таму е земја. Не. Бидејќи не може да измерите, нели јас и Виктор, за да го одбереме дрвото како помошна стојна точка, меревме каде се наоѓа. Значи треба од главната стојна точка, помошната стојна точка да ја во видно поле. Не може да биде тука, бидејќи тука има куќа, нема како јас да сум измерила дека тука е помошната стојна точка. Понатака, значи може да се стави тука кај дрвото, кај што имавме одбрано и ние, може да се стави на ќошот од училиштето или некаде тука на паркингот, кај што може да, каде што се гледа. Не треба да не се гледа или не треба да биде насред улица. Тоа се подразбира под точката правилен избор на стојни точки. Исто така, да знаете дека стојните точки помошни се бираат и например, ќе дојдете на некоја контролна точка, има многу гужва. Сите луѓе се тепате да стоите на една точка. Вие ќе бидете паметни, ќе се измерите некоја друга стојна точка и од таму ќе се мерите. Понатака. За објекти, водени токови, комуникации, површини до 50 боди. Што значи ова? За објекти. Значи, тоа е овој објект. Дека сте ги опфатиле сите објекти. Дури и објектите да не ви се со точна ориентација, точна размерност, доколку не се тие главните што треба да ги фатите, како куќата на човекот, мора вие да прикажете дека постои таму објект. Не смее тука кај што уствари реално има куќи, вие да ставите базен. Значи, тоа се подразбира за објект. Потоа за водени токови. Овдека нема рек. Меѓутоа, тоа што јас би го нацртала, мислам дека недостасува на овој оке, е тој каналот, овдека што поминува. Тој е одводен канал, бидејќи навака се симнува земјиштето, тука ако не е тој одводен канал, ќе се направи бара. И мислам дека подводени текови, за да ги имам поените за водени токови, би го нацртала тоа. Инаку треба да нацртате чешма или било што и да е. Потоа, за комуникација. Исто така на овој цртеж нема означено комуникација, односно има. Има бандера, шахта, грмушка. Шахтата е исто воден ток. Еве шахтата, таа е воден ток. Има овдека уште една. Гледате? И бандера. Бандера ви е комуникација. Еве бандерата и тука. Дополнително јас уште бандерите ги поврзала со линии, за да означиме жица, меѓутоа доволно е само бандера. После површини. Што се подразбира површина? Овдека имаме зелена тревна површина. Овдека имаме нива, што е означена кафеава. Потоа сиво ни е плочникот, улицата исто ни е сива. И слично. Тоа се подразбира под површини. Понатака, следната точка вика за конфигурација на теренот. Што е тоа? Тоа е тоа што ви го спомнав преска со еквидистанцата. Значи, треба за да се нацрта конфигурацијата на теренот, нултата изохипса ви поминува низ главната стојна точка и потоа ги цртате останатите изохипси. Видовме на видеото дека теренот е понизок на улицата, дека тука има еден зап од околу 1 метар и дека улицата е на пониско од нас. Значи, ако тука е 0, улицата е на -1. Плюс 1 не се гледа, рековме дека е никаде кај зградите. Зградите не влегуваат во ова кроки и затоа не ги гледаме. Понатака имаме за избор на топографски и сопствени знаци со легенда како и текстуален опис до 20 боди. Овдека може да видиме легендата.
треба да има треба да има минимум 20 знаци, да провериме тука, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. 24, значи би ги имало поените за легенда. Изохипци не мора да се става во легенда и тука треба да биде да пишува изработил и кој го изработи. Значи, има главен објект, како е означен, спореден објект, овие гледате сите споредни објекти. Сигурно најточни мерки има за училиштето, овие и не така точни. Под ниска трева, висока трева, еве кај има висока трева, детелинги со точки, еве ги детелинги, еве ги детелинги, песок, меѓутоа не се означуваат нива, шахта, бандера, грмушка, дрво, значи со Ш, Б, Г, краставици, компири, еве тука, скали, железна ограда, дрвена ограда, жива ограда и слично. Значи тоа е околу топографски знаци, сопствени знаци со легенда. Сега, другиот дел е текстуален опис. Што се подразбират под текстуален опис? На ова кроки тоа не е направено. Меѓутоа, по правило, треба да на листот од позади да напишете текстуален опис на кроките. Тоа би изгледало вака. Тоа е еден краток опис од 5 до 6 реченици. Значи, треба да опфати каде се наоѓа кроките, исто така пишувате на печат. Кроки на пета контролна точка се наоѓа во дворот на Извиднички одред Методи Митевски Брицо. Потоа пишувате нешто за одредот. Например, Извиднички одред Методи Митевски Брицо постои 50 години. Нивните простории се тука 40 години. Има толку и толку членот. Има простор за. Многу е битно кога пишувате кога го опишувате крокито, да напишете дали има питка вода, дали може да се снабди со храна. Например, на ова кроки, јасно се гледа од страна, би пишувало во близина има простор да се постават 6 шафи во дворот, да речем. Има питка вода од јавен водовод. Има од каде да се набави храна, има продавница, меѓутоа вие ќе бидете на планина, па ќе ги гледате овие краставици и компири. Или ако се наоѓате во дворна црква, ќе напишете како се вика црквата, на кои празници работи, не сите цркви работат на сите празници, кога е отворена, кога може да се дојде, се наоѓа во кое село се наоѓа, колку жители има селото и такви работи. Тоа се некои 5-6 реченици што треба да ги напишете од позади на крокито. Пазете да не ви се преслика, пишувајте со пенкало, да не ви се преслика на крокито. Значи, треба да го опишете крокито. И тие ви се тие 20 бодови од шестата точка. Значи, за избор на топографски сопствени знаци со легенда, како и текстуален опис до 20 бода. И последните 20 бода се за тие што се фини и уредни, значи за естетика, графичка обработка, уредност до 20 бода. Тоа нема што да ви објаснувам, бидете што поуредни, што почитки, ќе ги имате сите бодови. Дали од прилика добивте представа што е кроки? Како се црта, што е битно, ви ги пратив и како се оценува. Значи, секогаш кога го цртате крокито, на крајот отворете ги овие правила, јас што ви ги пуштив, односно оценувањето, и поминете. Го имам ли ова, го имам. Го имам ли ова, го имам. Го имам ли ова, го имам. Немам комуникации. Ајде, кај имаше бандери, навака. Ако нема, например, сте ептено некоја шума, па ќе нема бандери или нема оние, кажи ги,
репетитори или слично, па напишете го тоа во описот. Сега сме модерно време, пишете нема видливи комуникацијски мрежи, меѓутоа има телефонска мрежа. Аќе има мрежа, добро е тука. Сега сме ново време и треба такви работи да се имаат во обзир. Потоа преминете. Си имам ли изохипси? Изохипси сум заборавил. Каков беше теренот, што беше теренот. Ако ЕКВ2, треба да барате растојанието треба да биде, теренот треба да паѓа за 2 метри, или треба да се качува за 2 метри, меѓутоа тоа ќе биде ретко. И така натаму, дечки, дали ви изгледа лесно, тешко цртање на кроки? Изгледа лесно. Барем за мене. Останатите? Тоа е тоа, дечки, не би ве држала повеќе. Ако немате некои прашања и за задачи, и за кроки, како сакате. Матео има прашање колку треба да биде рамката на легендата. Рамката на легендата ви останатиот дел. Значи, зимате одгоре 5 мм за оваа рамка, 2 см за оваа рамка. 20 за ова, за кругот, пошто радиусот ви е 10. Тоа што ќе остане доле, тоа го заградувате за рамката, за легендата. Значи, зависно, да не ви кажам се точно во милиметри, бидејќи сите некои листови отстапуваат со големината, некојаш ќе е пократко, некојаш ќе е подолго, меѓутоа битно е овој круг да биде со радиус 10 сантиметри. И јас имав едно прашање, дали се запишува на изохипсата бројка -1, 0? Да, па се гледа, да. Значи, нултата се одбележува со 0, таа што е пониска се одбележува со -7, па ако има уште една што се опфаќа, таа ќе биде -2, -3. Ако има ако се скачува теренот, ќе биде +1, +2 и така натаму. Исто така, како и на скицата, доколку имате пат, се одбележува кон каде води патот. Например, ова е улица Огњан-Прица, северно води кон центар, јужно води кон Кисела вода. И тоа се означува. Или, например, ако цртате на црква, влезот на црквата, сигурно ќе доаѓа некој пат до влезот на црквата, ќе пишете дека кон каде води тој пат. И така натаму. Дечки, некоја прашање друго? Сега е времето да прашате. Некоја ќе ви скратиме поени. Добро, дечки. Тоа е тоа, сега ќе ти пуштам камера да се видиме малку. Да, сме. Волим? Тоа што го кажавте, да, разбрав што се случуваше со ова. Браво. Тоа е тоа, дечки. Ајде се гледаме у болја прилика на некој надпревар уживо да се цртаме или на некоја обука, на некој школа за ориентација. Ама вие ќе имате предност, ќе ги знаете основите.